На 2 дена пред почетокот на најпопуларниот фестивал во регионот, Макфест, подготовките за негово одржување се речиси завршени. Исто така се работи на поставување на видеобим на площадот, граѓаните кои од оправдани причини заради тоа што салата во Домот на културата има само 615 седишта, не може да дојдат до влезници, пак имаат можност да огласуваат фестивалот и на отворено доколку временските услови го тоа возможат. Високите награди ги вратија звучите имиња на сцената. Се поставува видеобим на отворено, што е предуслов за добра забава. Кога е Макфест, очекуваме да има добра забава по кафичите, добра атмосфера. Очекуваме да има нови хитови, а кога е Макфест да има гужба на народ, нови пејачи тука, запознаеме нови личности. Што освен забава, Штип може да очекува од фестивалот. Штип како град на младост, на убавината на модата и како град на музиката со Макфест едноставно покажуваат каде му место нешто во државата. За време на 3 фестивалски вечери, Штип очекува и илјадници гости. Речиси сите сместувачки капацитети во општината веќе се резервирани. Мотел ресторан Ваго има капацитет од 30 соби. Сега капацитетот е исполнет пред 2 недели, значи тоа се 60 легла и целиот капацитет не е исполнет. А големиот број гости и продолженото работно време до 3 часот, значи и повеќе работа за угостителите. Некои од нив веќе подготвуваат специјална Макфестовска понуда. Ресторан Лугуров ќе го збогати менито со поголем број на морски специјалитети, како што се салата од морски плодови, октопод, имаме ајкула, лигни, лосос, како и поголем број на печења ќе имаме. На повеќе промет се надеваат и трговците кои дуќаните ги наполнија со стока. Ме донесено нова роба за сезоната, за летната сезона која што престојува и очекуваме поголема фреквенција на луѓе во текот на деновите за Макфест. Инаку годинава Макфест ќе се реализира со 10 милиони денари. Во двете полуфинални вечери ќе се изведат 30 композиции. Свој шоу ќе има Даниел Кајмаковски, а Штип се надева на околу 200.000 евра приход.